Поплавата во Тетово во 2015 година со загуба на човечки животи и голема материјална штета откри слабости на системот за управување со поплави во земјава. Негова промена преку развој на интегриран и софистициран пристап во справувањето со поплавите и друг вид катастрофи се предвидува со програмата за подобрување на отпорноста кон поплави во Полог, финансирана од швајцарската влада. Катастрофата од 2015 беше повик за будење на сите нас, а Швајцарија одлучи да ги здружи силите со националните и локалните власти, за да создаде сеопфатен систем кој ќе му помогне на регионот да ја зголеми својата соодветност и подобро да ги предвиди и подготви и управува со идните природни катастрофи. Управувањето со ризикот од поплави е многу сложен, тежок, скап и бесконечен процес. Ако сакаме да спречиме да се случи уште една трагедија, немаме друг избор. Треба да ги здружиме силите и да преземеме одговорност како граѓани, општини, влади, приватниот сектор и донаторската заедница. Со ова програма, која вклучува сеопфатен сет на дополнителни интервенции за ублажување и градење на отпорноста, заедно со нашите партнери и донатори ќе се справиме со растечките предизвици, поврзани со поплавите и со социјоекономските последици тука во Боговење и во Полошкиот регион. Реализацијата на програмата започна со чистење и санација на речното корито на Боговинска река, а ќе продолжи и на други критични точки. Најбитно е дека да информираме граѓани дека финансиране се целост проект од швајцарската држава. Тоа значи дека документација и техничка документација е изработен од страна на UNDP, тоа е ова е агенција која се изработи тоа, нормално со финансирање на швајцарската држава. Сега ние прва работа што почнеме да изградиме е ова во Боговинска река. Втората на следните недели ќе биде тоа во Шипковице. И што е битно да знаеме дека и ние имаме донекle тие се подготвен за техничка документација за Гостивар и за Јегоновце, што се многу два критични точки во нашите регион тука и изработат и повеќе од 10 други различни точки во Полошкиот регион. Ние сега заедно со тоа Adaptation Fund имаме други разни или Adaptation Fund или Green Climate Fund и другите фондови што имаме во светот, ние бараме сега поддршка да најдеме средства. Бидејќи овие се многу битни проекти, но исто време има потреба за голема инвестиција од страна на средства. Ние сам нормално ќе пробаме како државата да коинвестираме заедно со швајцарската амбасада. Ние инвестираме 49% за проектот во Шипковица, но во Боговинска река мора да бидеме искрени да кажеме ова е целосно финансиран од швајцарската држава. Програмата за подобрување на отпорноста кон поплави во Полог, вредна 12 милиони швајцарски франци, се спроведува во 9 општини.